Добро, денеска заедно со директорот на платежната ИПАРТ агенција Никола Бабовски и со градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски, со представници на нашите институции сме во посета на Евролозар и успешниот пример кој што ГОЦЕ го има направено тука во Штип за развој на едно модерно и конкурентно земјоделство. Токму од тука од Штип ја праќаме пораката за искористувањето на европските средства и пари кои што ни стојат на располагање на целокупниот сектор и на земјоделците. Овде го видовме одличниот пример за набавка на автоматска берачка за вишни, која што чини околу 50.000 евра, а преку ИПАРТ се финансирани 50% од самите трошоци. Оваа прилика ја користиме да ја пратиме пораката дека неопходно е да се зголеми процентот на искористеноста на ИПАРТ средствата кои што ни стојат на располагање, и тоа е една од нашите клучни политики во текот на оваа година. Целокупно бевме посветени преку зголемувањето на капацитетите на платежната агенција, преку поедноставување на соодветни постапки за аплицирање од страна на земјоделците, но пред се за првиот повик кој што беше на ИПАРТ распишан минатата година, да ја забрзаме целокупната постапка и да се склучат договорите со земјоделците. Денеска може да објавиме дека до денес се склучени договори за над 12 милиони евра кои што веќе се ставаат во функција на македонското земјоделство. И тоа се склучени околу 688 различни договори, како што е ова што денес го видовме, во две мерки. Тоа се мерката за поддршка на материјална поддршка на земјоделските стопанства, инвестиции во материјални средства и за инвестиции во средства за преработувачката индустрија. Вкупно, значи над 680 договори се веќе склучени, 6,2 милиони евра се во мерката за поддршка на земјоделските стопанства со механизација и со други набавки, а околу 6,1 милион евра во мерката 3, односно кои што одат за инвестиции во преработка. Направивме надчовечки напори да платежната агенција со сите сили што побрзо се склучат овие договори, и мене ме радува што веќе за над 107 договори веќе е во постапка исплатата на самите средства кон самите апликанти. Ако правиме споредба со ИПАРТ 1, кој што беше во функција во претходните 10 години, за само еден оглас ја надминуваме искористеноста на средства во овој дел. Односно, веќе се наговестува дека навистина со целиот потенцијал со кој што сме фокусирани, ИПАРТ ќе биде една од најуспешните приказни преку кој што ќе се модернизира стопанството. Денес видовме тука кај ГОЦЕ како само со 7 луѓе се со минимум човечки капацитети и со оваа модернизација која што имаме може да се дојде до конкурентен производ. Гледаме како целокупното производство, односно стремежот кон она договорно производство тука во Штип во овој случај исто така функционира, и ние сме насочени да преку оваквите промоција на ваквите поединечни примери да ги мотивираме земјоделците за она што следи. Следат нови огласи за ИПАРТ, следат нови средства кои што ни стојат на располагање. Јас сум убеден дека ИПАРТ 2, овие 60 до 80 милиони евра кои што ни стојат на располагање, овој пат, за разлика од претходните 10 години, за разлика од ИПАРТ 1, ќе бидат целосно искористени и ќе бидат ставени во функција на македонското земјоделство. Нашето членство во НАТО, нашето почетокот на преговарањето со Европската Унија отвараат можности за нови фондови и пари кои што можат да влезат во нашето земјоделство. Тоа се пари за повеќе субвенции кои што ќе доаѓаат од европскиот буџет, тоа се повеќе пари за доходот на земјоделците, тоа се повеќе пари за механизација, тоа се повеќе пари за нова опрема, за нови преработувачки капацитети, за полесен откуп, за договорно производство, за земјоделски производи со додадена вредност, за зголемување на извозот на земјоделските производи. Тоа е можност за отварање на нови работни места. Токму затоа и нашата ориентација, токму затоа е нашата силна заложба за што побрз
развој на целокупниот сектор, за што побрего членство во НАТО и во европските структури, заради тоа што тоа значи подобар живот за сите граѓани. Благодарам.